Маратонската средба во Охрид, која траеше цели 12 часа помеѓу српскиот претседател Александар Вучик и косовскиот премиер Албин Курти, донесе напредок во преговорите помеѓу двете страни. Белград и Приштина се согласија да го имплементираат договорот постигнат на 27 февруари во Брисел, односно дадоа зелено светло за анексот за имплементација на договорот, што треба да води кон меѓусебна нормализација на односите. Разговорите за затворени врати се одвиваа со посредство на високиот представник на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика Жозеп Борел и специјалниот представник на Европската унија Мирослав Лајчак. Тие најпрво имаа одделни средби со лидерите, а потоа на заедничка средба ги договараа идните чекори. The agreement was reached. Имплементацијата на договорот значи практични чекори што треба да се направи кога, кој и како. Денеска имавме средби во неколку формати со цел да ги надминеме разликите помеѓу страните. Со цел да се имплементира членот 7 од договорот, Косово собрза веднаш да почне преговори во рамките на дијалогот на Европската унија за воспоставување конкретни аранжмани и гаранции за да се обезбеди соодветно ниво на самоуправа за српската заедница на Косово. Она што било прифатено од двете страни ќе стане интегрален дел и ќе биде формална обврска на нивниот пат кон Европската унија, додека неисполнувањето на истото ќе има негативни последици. Борел потенцираше дека и во Охрид страните не успеале да ги надминат некои од веќе познатите разлики од претходно. Because the dialogue is not only about Kosovo and Serbia. Диалогот не е само прашање за Косово и Србија, туку и за стабилноста, безбедноста и напредокот на целиот регион. Но овој диалог треба да се гледа преку поширок геополитички контекст, како важна алатка за одржување на стабилноста на Западниот Балкан. Морам да нагласам дека за отварањето на патот кон стратешката цел за членство во ЕУ, Србија и Косово мора да ги нормализираат односите. Нема заобиколен пат, а анексот на овој договор е важен чекор за тој пат да стане реалност. Задоволство од договореното истакна и специјалниот представник на САД за Западен Балкан и заменик помошник државен секретар Габриел Ескобар. Според него, Белград и Приштина постигнале тежок но неопходен договор кој отвара врати на целиот регион на нова ера на мир и стабилност. Можем да ви кажам дека САД ќе се заложат да помогнат во спроведувањето на договореното и тоа спроведување да биде во интерес на двете земји и на регионот. Ќе сториме се што е во наша мок за да ја поддржиме имплементацијата и на политички, економски и на секој друг начин за да направиме мирот на Балканот да биде реалност. Српскиот претседател Вучик рече дека во Охрид бил постигнат некаков договор и оти бил задоволен поради тоа. И оно што е важно да се каже тоа е да ових неколико тачака кои сме договорили. Она што е важно да се каже дека овие неколку точки што ги договоривме ќе постанат дел од преговарачката рамка за двете страни. Она што се договоривме е дека Европската унија на патот кон процесот кој е долг и озбилен ќе проценува кој колку сработил од имплементациониот план, кој сигурно дека ќе мора да биде проширен. За нас е од големо значење тоа што како приоритет на обврска е ставена формирањето на заедницата на српски општини и тоа во согласно со претходно постигнатите договори во рамките на дијалогот. Се зборуваше и за исчезнатите лица и денес не потпишав ништо. И двајцата на различни начини ставивме до знаење кои се нивните, а кои се нашите црвени линии, но мислам дека направивме добар исчекор. Косовскиот премиер Курти го обвини Вучик дека бегал од ставање подпис на она што било договорено. Ne erdhëm në Ohër për të nënshkruar marrëveshjen bazë. Дојдовме во Охрид да го потпишеме основниот договор со извршената претставка. Постигнавме јавен договор за анекс кој ќе го води спроведувањето на основниот договор. Другата страна, исто како и на последната средба на 27 февруари, избегнува да го потпише договорот сега со анекс. Останува на Европската унија да најде начин статусот на овој договор да го направи правно и меѓународно обврзуващ. Што се однесува до анексот за имплементација, тој ќе биде објавен на веб страницата НЕУ и таму ќе разберете што има и што нема. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски ја поздрави согласноста за имплементација на договорот за патоказот за нормализација на односите меѓу Косово и Србија. Мирот, помирувањето и економскиот развој се клучни предуслови за забрзан прогрес за целиот Западен Балкан кон Европската унија. Сакам да им честитам на претседателот Вучич и премиерот Курти за нивната храброст и визионерство
Разговорите помеѓу двајцата лидери со посредство на европските дипломати се одвиваа на само 500 метри од овде, каде што во 2001 година се одвиваа и преговорите со кои што беше ставен крај на воениот конфликт во Северна Македонија и потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.